Тоа е проект кој што имате готов проект и имате обезбедени пари, 40 милиони евра за првата линија Ѓорче Петров до аеродром. Втората линија, ова што го спомнува господинот Ѓоргиевски, треба да се допрва да се направи оптималното решение. Има направено едно решение, тоа е за север-југ линијата, така, да видиме кои се можностите, бидејќи за да спроведете БРТ ви треба голем булевар. Мора да имате широчина, заради тоа што тој се движи во средниот дел и зафаќа дел од просторот и мора да оставите барем по две линии од страната за да може да се движат останатите возила. Така да додека се гради првата линија исток-запад, значи имате нели од Ѓорче Петров до Ново Лисичево аеродром, автоматски ќе се прави и оптималното решение за втората линија и ќе се види дали може да влезе во кисела вода, таму е спорното бидејќи во меѓувреме се доурбанизирала кисела вода, па можностите кои што биле, можностите, не зборам за Растенник, можностите, значи зборуваме од рампа па натаму и мора да се види дали може да влезе БРТ тука. Ке може најверојатно, ама само со рушење на објекти, што секако не е во интерес на граѓаните и затоа мора да го најдеме најоптималното решение. Добро, го споменавте градскиот воз, тоа е на новина во вашата кампања. Не е баш јасно како ќе функционира тоа. Има во големите градови тоа надземно метро што го викаат, како ќе функционира тоа? Тоа е лесно метро во суштина. Да, дали ќе биде по истите шини што ги има сега или ќе градите нова пруга? Надоградба ќе има во три фази. Првата фаза е поврзувањето и модернизација на пругата Зелениково Ѓорче Петров. Практично го опфаќаме по истата траса. Да, по истата траса. Втората фаза е опфат до аеродром Петровец преку Миладиновци и дополнително еден крак кој што ќе води до Карпош. Така што тоа е проект кој што ќе го инвестира Министерството за транспорт и врски, но ние целосно како до Карпош? Ние целосно во делот каде што се наоѓаат во моментов интермецо и останатите треба да има една траса по генералниот урбанистички план кој што постои во држава, во минатото тоа било пругите кои што се користеле, Јужен булевар каде што е предвидено. Значи во суштина тоа е инвестиција од Министерството за транспорт и врски, која што логистички ќе поддржиме ние целосно како град Скопје и ќе се приклучиме во реализација на проектот. Каде е суштината? Суштината е дека ние на граѓаните мораме да им дадеме ефикасни алтернативи надвор од возилата кои што ги користат. На тој начин ќе влијаеме сериозно на подобрување на амбиенталниот воздух. Од една страна, од друга страна граѓаните ќе имаат известност и ќе имаат алтернатива како да патуваат до своите работни места или било како да го спроведат своето движење во рамки на главниот град. Нам не ни е доволно само со автобуски превоз за да го решиме хаосот кој што владее во Скопје години наназад. Метро е многу скапа инвестиција, не е дека не е изводлива, не е дека не е изводлива, но метро е прескапа инвестиција, не можеме да си го дозволиме тоа. Искрено и затоа се оди кон варијанти кои што се реално изводливи. Така што уште еднаш да прецизирам. ВОЗ е изводливо, трамвај не е изводливо, што е разликата? ВОЗ е изводливо и ќе биде инвестиција на државата и Министерство за транспорт и врски. Трасата ќе се користи која што во минатото се користела до стара железничка станица, така што апсолутно изводливо е по генералниот урбанистички план. Тоа се целосно празни траси кои што ќе може да се употребат за истото. Добро. Верувате вие во оваа визија за Скопје со градски воз? Па не баш да ви кажам, многу не ни е јасно ова решение, иако слушаме во повеќе наврати. Секако тоа е во ингеренција на Министерството за транспорт и врски, секако станува збори за сериозна сума на пари. Јас останувам на ова решение дека БРТ-то секако со новите екоавтобуси кои што треба да ги ранат овие две линии на БРТ-то и секако мора да им возможиме на граѓаните и повеќе велосипедски патеки, повеќе пешачки патеки, мора да бараат алтернативен начин на транспорт, значи да не биде само автомобилот. Меѓутоа за тоа има и други решенија, така да почнеме од ова што е изводливо, за кое што имаме обезбедено пари, а секој што викам, овие се брзи решенија кои што ќе им дадат услуга на граѓаните, а секако ќе го намалат и загадувањето на воздухот. Јас само би додал, ние имаме 60 на приватни автопревозници. Сакам граѓаните да знаат како брзо ќе го амортизираме проблемот кој што го имаме во ЈСП во моментов. Има 60 на автопревозници приватни кои што чекаат автобусите да им се стават во функција, но не знам од кои причини, за мене не разбирливи. Не се распишани конкурси. Во моментов не им подпишуваат од страна на градот Скопје. Значи одма ќе бидат овие немаат пари да им платат. Одма ќе бидат ставени во функција. Со домаќинско работење ќе има пари за се. И со приоритети.
Ние не може да одиме кон реализација на нешто што не е приоритет, кога во суштина ги немаме основните елементарни јавен превоз услови. не може да има. Апсолутно не може да има, и тој кој што го вети тоа, за жал ќе манипулира со граѓаните. Ние треба да бидеме реални, затоа што граѓаните очекуваат реално решавање на проблемите. Значи ќе имаме 60 на автобуси кои што веднаш ќе ги ставиме во функција од приватните превозници и уште 40 на автобуси кои што 80 чекаат во суштина на поправка, но за жал сервисите не постапуваат поради, предпоставувам, неплаќање изминатиот период. Половина од тие автобуси ќе можат веднаш да се поправат и да се стават во функција, така да ние ќе дојдеме за многу брзо време до една бројка од 100 автобуси кои што ќе бидат ставени во функција, и дополнително март месец ќе треба да стигнат и она поддршка од државата, 80 нови автобуси еколошки, но треба да создадеме и систем како град Скопје во кој што ќе има постојана обнова на возниот парк. Секаде во светот го има тоа, само кај нас го нема. Нема пари, треба поддршка од владата, очигледно. Системот нема да дозволи ние да се доведеме до крах како што имаме денес. Не може градот со 140 милиона евра буџет да нема пари по 4 автобуси хипотетички годишно да го обновува возниот парк, или да не ги обновува возилата од комунална хигиена со години, да чекаме да се смилува владата и државата да не ги. Дали имате нешто да кажете или да продолжиме? Да, јас сакам да кажам, изминативе 4 години се набавија само 6 нови еколошки автобуси на Скопје, овие што се на газ. Не знам дали знаете, тие се набавија со европски пари. Да, донација беше тоа. Тоа беше донација и такви можности. Да, Арсовска се обидуваше да ја стави точката на дневен ред, но тоа добро, не успеваше. Веќе ги имаме, мислам, дел се од да, системот на ЈСП, да не навлегуваме. Сакам да кажам дека тоа е беше еден проект што интегрираше повеќе активности, и мислам дека треба и градот и сите општини во градот Скопје, впрочем и општините во државата, да се стремат кон европските грантови, бидејќи постојат можности за вакви проекти да не се оптоварува буџетот на градот, да не се оптоваруваме со заеми или со унгарски пари. Има соодветни фондови грант пари од Европската унија преку кои што можеме, како што ја спроведовме првата фаза, тој почна во 23-та година и се спроведуваа 4 активности во рамките на тој проект. Едната беше набавка на 6 автобуси за Скопје, втората беше нови зелени површини, третата беше енергетски ефикасни објекти и замена на системите за затоплување, и четвртата беше мал мониторинг на воздухот. Значи постојат многу можности, градот треба да почне да работи на подготовка на апликации за пари од Европската унија. Се слагам дека треба само секунда. Се слагам дека треба да се користат повеќе европските фондови. Ние имавме изминатиот период сериозно добар тим во мојата општина кој што ќе ми помага и за градот Скопје. Училиштата би ги споменал, сите училишта ги направивме. Ме интересира за мостовите. Што ќе направите? И двајцата ги имате мостовите во аеродром и во Карпош во програмата, но таму е проблем очигледно експроприацијата на земјиштето. Лјубљанска за 6 месеци одговорно тврдам дека го ставаме во функција поврзувањето до Систина. Во состојбата генерал Михајло Апостолски има недоразбирање околу. Јас изминатиот период разговарав со дел од собствениците на парцелите таму, исто и за клучката Момин поток. Има неусогласеност околу цената, понудата градот Скопје што ја дава према приватното лице кое што поседува еден од објектите кои што сметаат кај. Треба ли некакви законски измени? Генерал Михајло Апостолски според мене треба. Според мене треба, затоа што секогаш треба примарно да биде интересот на колективот наспроти интересот на поединец. Јас не сакам никој погрешно да ме разбере, но еве ќе земеме во предвид булевар Борис Трајковски, каде што директно додека имавме нормални односи со градот Скопје, јас и дел од мојот тим учествувавме во процесот на експроприација. Треба со луѓето прво да се комуницира. Изминатиот период еве остатокот од Борис Трајковски кој што остана 800 метра, нема никаква комуникација со градот Скопје. Разбрани луѓе се, домаќини луѓе се и на сите позиции треба комуникација гоце. Јас сум таков што влегувам директно во коштес да ги решавам работите и така ќе функционирам тимски. Еве изминатиот период, затоа ви велам, Лјубљанска ќе опуштиме за 6 месеци. Добро. За 6 месеци ќе се надмени. Што се однесува до генерал Михајло Апостолски, ќе се направи нова проценка, мора да најдеме компромис. Не може вечни споменици да останат. 4 такви проекти имаме кои што со години ги измачивме граѓаните, не може нормално да функционираат во тие зони таму. А каде се новите решенија кои што треба да ги спроведеме? Така да тука ќе има силен интензитет, сериозен пристап и нормализирање на односите за разлика од минатото, да имаме комуникација. Не е доволно градот да прати писмо до некој субјект стопански, па тоа да стига 2 месеци додека му стигне пратката, па додека одговори уште 2, отишол половина мандат додека се разберат што бара едниот, што бара другиот. Добро. Имате вие некоја посебна
идеја како да се надмине овој проблем или тоа е решението? Јасно е решението за овие два, за мости, секако и за сите оние проекти кои што остана и не се реализира, а се започнати во времето на Петре Шилегов. Во тие 4 години видовме како се реализираат капитални проекти, што се заврши заклучно со 21 година, заклучно сега со 25 година, ништо не е помрднато, впрочем ни момин поток. Тоа покажува дека мора да има соработка помеѓу градоначалникот и на град Скопје и градоначалниците од општините, без разлика на која политичка партија се, без разлика кој ги поддржал. Овие 4 години покажаа дека не се направи ни обид да не речам народно кажано изгладат односите со Даниела Арсовска за да продолжат да се реализираат капиталните проекти во Скопје. Овие два моста и впрочем и ги споменат господинот Георгиевски и другите 4 години стојат на точката како што се во 2021 година. И тоа им покажа на граѓаните во Скопје дека кога имате кандидат кој што се го поддржале, а потоа не соработува со вас, а тоа го направи ВМРО ДПМН во изминативе 4 години, дека капиталните проекти во градот Скопје стојат и не се реализираат. Добро, со гради од Арсовска тие своевремено. Видете, оние поддржаа Арсовска, сега може да се оградуваат колку сакаат. Единствен кој што не знам колку ви е добра реклама на Шилегов што му ја правите, гледам во кампања не баш ве поддржува, но вие си знаете. Единствен кој што нешто има направено во градот Скопје е Коцетрајановски и булеварските решенија. Да, има 2014 Скопје, тоа го има направено точно, да. Лично јас сум го критикувал тоа јавно. Да. Околу споменици. Тоа ќе биде главното од Коцетрајановски. Лично јас сум го критикувал и затоа немам споменици. Да. Добро, ни во мојата програма нема споменици апсолутно. Само сакам да споменам еден момент. Булеварот Борис Трајковски е започнат од Коцетрајановски. Добро. Момин поток клучката, проект готов. На крајот на мандат Коцетрајановски не беше започнат, го распиша тендерска постапка Петре Шилегов откако стана градоначалник. Така да не може да тврдите. Ама него стопираше, имаше континуитет за разлика од оние 4 години кога нема континуитет на проектите. Добро, тука ќе се согласите. Петре Шилегов имаше континуитет, фасадите што станаа до ден денеска на плоштад така да стојат. Да збориме за Скопје 2014, сакате? Да зборуваме, да, сакам да Ајде да отвориме темата Скопје 2014. Тоа прашање беше насочено кон вас. Ајде да отвориме темата Скопје. Очигледно и Петре Шилегов. Инаку Петре Шилегов се извинам, морам една реченица да кажам, апсолутно ми помогна во сето она што беше како визија за Скопје, каде застанал он и каде треба да продолжиме за сите проекти, во добри односи сме и не се соодветни коментарите кон јавно. Да, нема потреба да се вклучува јавно, така е. Очигледно и Петре Шилегов и Даниела Арсовска овие 8 години како да бегаат од центарот на Скопје, а центарот на Скопје е најважниот дел од Скопје, тука доаѓаат сите туристи, кои ќе дојде прво во градов, прво оди на плоштад, улица Македонија, Камени мост, Стара чаршија, Калето, се е тоа запуштено, на ништо не личи, спомениците се оставени на забот на времето. Дали ќе бегате и вие од центарот на Скопје или имате некаков план да го обновите овој дел од градот? Не, јас немам намера да бегам од центарот на Скопје и сметам дека покрај тоа што штетата е направена во 2014, 15 и 16 година таму кога се градеа спомениците, многу непродуктивно потрошени пари со кои што може да се финансираат многу инфраструктурни проекти кои што му недостасуваат на Скопје. Тоа е завршено и сега. Сепак тоа го имаме, да, штетата е направена, реалноста ни е таа и најлошата варијанта во моментот е да го оставите тоа да го изеде забот на времето. Значи мора да се направи нивна санација, секако да се обидеме тоа да го направиме со што помалку средства. Постојат луѓе кои што се разбираат во оваа проблематика. Како ќе ја превземам функцијата градоначалник на град Скопје, така ќе ги седнам тие луѓе на една маса да видиме кои се најсоодветните решенија кога нема да потрошиме многу средства, меѓутоа да го вратиме некако ликот на тие фасади и на тие споменици, иако според мене ова мисламе и јавноста го абсолвира многу често ова прашање, тоа се навистина непотребно потрошени пари. Да, се зговореше дека има и криминално, тоа остана сето така, 10 години помина и веќе што ќе се одлучуваат за тоа. Тоа се факти таму треба да се да се носиме. Центарот на градот Скопје прво треба да биде исчистен. Тоа во 72 часа? Да, во 72 часа. Фокусот најсериозен ќе биде таму и ќе земам во предвид фонтаната водоскоците, која што во моментов има бариера од не знам, од свеќиња околу незе. Пропаѓаат камионите. Така, што сакам да кажам? Ја тоа планирам да го оставам. Таму не треба посебни средства да се вложуваат. Таму треба само да се исчисти. И да се доведе во ред состојбата на кејот. Тоа се козметички интервенции кои што не чинат пари. И тоа можеме да го направиме само ако имаме волја. Јас имав и едно видео како ќе изгледа плоштадот, како ќе изгледа кејот и цел потек таму околу откако ќе ја превземам позицијата градоначалник на град Скопје. Во темелната акција од чистење
Во првите 72 часа сериозен фокус ќе има централното градско подрачје. Вие имате еден споменик во вашата програма, видов, на првиот градоначалник Тоа е на биста Скопје. и сметам дека човекот со кој што Скопје започнало да функционира треба да има соодветна биста пред градот Скопје и тоа е Тој биста Јосиф која што ќе биде, Михајловиќ. да, Каде ќе биде поставена? пред градот Скопје. Сметам дека сепак не треба да заборавиме какви се почетоците на нашиот град, кој бил прв градоначалник на главниот град и како сме започнале да функционира. Добро, ако може да ве разберам двајцата, нема ништо да градите ново од Скопје 2014, но тоа што е направено ќе се одржува. Мора да стане модерно и урбано и малку да заживее, бидејќи плоштадот е сив. Сите граѓани се со таа констатација дека нема живост во плоштадот, бараат да се уреди просторот, особено таа фонтана која што не функционира. И да голем дел од нив бараат тоа да се отстрани, да се направи малку поурбано, повеќе бои, повеќе зеленило и повеќе цвеќе. Како Златко Марин што направи од фонтаните жардинјери во аеродром. Ева, предпоставам дека планирате. Не знам што направил Златко Марин, знам ја што ќе направам. Добро. Добро, имате многу проекти, сега не можеме во рамки на оваа емисија нели да говориме за сите поединечно, ги отворивме не главните проблеми, да ако се видат вашите програми има стотици проекти од инфраструктура до култура. Околу 200 милиона евра се сите мои проекти. Тоа сакав да ве прашам. Значи, каде пари за сето тоа? Споменавте дека буџетот на град Скопје е 140 милиони евра, но од нив, ако се тргнат парите за плати, за јавни предпријатија, субвенции, за капитални инвестиции, остануваат едва и 40 милиони евра. Дали се надевате на помош од владата или можеби ќе барате поголема децентрализација, нови даноци, не знам. Значи, прво покачување на сметките нема да има, но ќе има правилна репроценка на данокот на имот во град Скопје. Мојата пресметка моментално е дека градот губи од 40 до 50 милиони евра на годишно ниво, што е сериозно, и тоа ќе го докажам откако ќе ја направиме репроценката во првите неколку месеци како градоначалник во град Скопје. 40 до 60 милиони евра губиме годишно ние од неправилна проценка на данок на имот. Што значи дека ние треба како град Скопје само да си ги собереме парите кои што несоодветно ги собираат изминатиот период од владење во градот Скопје. Арсовска велеше дека некои не се ни запишани во катастар. Точно, точно, се слагам, но не треба само да велиме и не треба да бараме изговори, треба да стигнеме до решение. Тоа го има општина Кавадарци направено, го има многу општини низ Македонија направено. Практично тоа се прави со вкрстување на податоци со катастарот и завршена е. Нови даноци, поголеми даноци? Даноци нови нема да има. Ние треба да земеме во предвид социјалната состојба во која што живеат нашите граѓани. Има идеи за втор стан, трет стан, има луѓе што се богати во Скопје. Тоа се мерки кои што ќе ги разгледаме, но начелно ние треба да си ги прибереме нашите средства како град Скопје. Со едно домаќинско работење, сериозен пристап, но и утврдување од почетокот на приоритетите. Не може ние да говориме за одредени решенија во градот Скопје, а во меѓувреме половина Скопје да не нема вода за пиење. Јас затоа често тоа го говорам дека високите зони ќе бидат обезбедени со резервоари не само во Ѓорче Петров и водно и на останатите места Црниче, Пржино, каде што имаме проблем со години. Ние мораме елементарните услови за живот да им ги даеме на граѓаните. Јас повторно ќе ви споменам, 200 милиона евра чинат сите мои проекти во оваа програма. И да немаме денар плюс дополнителен приход, сето ова е остварливо. А секако дека очекуваме сериозна поддршка од страна на владата. Добро. Каков е вашиот став? Колку од тоа што се ветува е реално остварливо? Дали навистина се е ова остварливо во 4 години? Она што е ставено во мојата програма секако е остварливо, а секако се согласувам со господинот Георгиевски дека треба да се направи репроценка кога станува збор за данок на имот, но јас велам дека треба да се направи уште едно нешто. Треба да се направи реевиденција на корисниците. Знаеме дека евиденцијата доаѓа преку водовод и канализација и потоа и за услугите и за отпад и за зеленило и за осветлување се плаќаме на една сметка. Сметам дека евиденцијата не е како што треба. Тоа го гледам на сметките кај обичните граѓани, впрочем го гледам и на сметката која што ја добивам дома, бидејќи има многу од граѓаните кои што бидејќи имате повеќе ставки и да речеме за вода имате ставка 100 денари, паушално многу зборувам, за зеленило имате 50 денари, за отпад имате 0. Не може домаќинство да има 0 денари за отпад, а голем дел од корисниците во градот Скопје заради тоа што не е направена сериозна реевиденција и проверка
на домаќинствата, не плаќаат како што треба сметки за отпад. И тука исто така се губат голем дел од средствата. Така да во делот на услугите кои што ги дава градот, ќе треба да се направат проценки и за даноците, и за услугите кои што ги дават, односно на доместоците кои што ги плаќаат граѓаните, и треба да се размисли уште за една сериозна работа. 2021 година Законот за управување со отпад донесе можност да плаќате и на произведено количество на отпад, а не само на метар квадратен како што е сега. Бидејќи сега имаме состојба во градот да едно лице живее во станот 100 метри квадратни, а плаќа како 5 лица кои што живеат во станот 50 метри квадратни, кои што произведуваат 5 пати повеќе ѓубре. Тоа значи дека ова се европските пракси по создадено количество, по создадено количество на ѓубре, ама за тоа да го направите, вие морате да им воспоставите на граѓаните систем за селекција, реупотреба, што помалку количини на отпад. И мислам дека треба да се стремиме кон овој систем, кон произведено количество на ѓубре, на тој начин ќе ги стимулираме граѓаните да произведуваат помалку ѓубре, бидејќи селектираниот отпад ќе го реши проблемот со буџетот на град Скопје, тоа се многу пари, не знам тоа колку може да не покрие. се многу пари, бидејќи вие треба да набавите систем, треба да набавите канти, контейнери, возила за селекција на отпад и да отворите систем за селекција, рециклажен систем за селекција, кој што и за рециклажа, кој што не чини многу пари во рамките на буџетот. Впрочем, повторно ќе кажам, европските пари не се на располагање. Јас уште една реченица. Господин Георгиевски, вие сте направиле многу добра евиденција во програмата Видов. 100 милиони евра должат јавните предпријатија. Купно 250 милиона евра, некаде тоа што видов во вашата програма, 100 милиони видов купно дека се долгот на градот Скопје и долгот на јавните предпријатија е околу 250 милиона евра. Но тоа не ме обесхрабрува, ја наследив општина со 6,5 милиона. Добро, и двајцата ветувате дека ќе ги реформирате јавните предпријатија. Работата на менаџерот е да ги реши состојбите, постоечките проблеми, но и да остави дела позади себе. И јас гарантирам за секој збор што сум го кажал во кампања. Каква ќе биде реформата на јавните предпријатија, зашто таму говорите за департизација, тоа малку утописки звучи. Јавно предпријатие нема да биде приватизирано, одговорно тврдам. Дополнително, сите оние, еве уште од денес да знаат, кои што не оделе на работа и биле оставени на третман таков во минатото, имаат две опции. Или ќе одат на работа, или нема да работат во таа институција, и тука нема да ме значи ниту политичка партија, ниту верска припадност, национална припадност или кој да е. Кога јас можам, јас и на моите соработници во општина Кисела Вода истото им го велам. Јас сум одбрал во животот да работам 12, 13, 15 часа во зависност од врските во денот. Нивна обврска е 8 сати да ги одработат затоа што граѓаните ги плаќаат за тоа. Така што мојот третман ќе биде таков према сите вработени, јас покажав во Кисела Вода каков може да биде третманот, немам партиски вработувања, намалена е за 60 и тројца мислам дека административната бројка за разлика од состојбата кога сум влегол во Кисела Вода, така да исто таков третман ќе има и во градот Скопје. Шукова, каква реформа им треба на скопските јавни предпријатија? Очигледно големи загубари. Да, големи загубари ги имаме и ние тие анализи, впрочем и состојбите во сите јавни предпријатија. Мене ми е многу жал што овие 4 години се доведоа во состојба да не функционираат и да не даваат услуга на граѓаните. И јас тоа веќе во неколку наврати го повторувам и мора да се работи на нивна реорганизација и прво на отстранување на непродуктивните трошоци. Еве вака јавно ќе кажам, за мене да речеме непродуктивен трошок на ЈСП е да имате договор од 20-30 години, не знам колку е со маратони, да плаќате пари понекогаш и за своето сопствено рекламирање на платежната на картичката за возење. Значи, не знам како да ви кажам, кога имате исклучително лоша состојба. Многу градоначалници се сменија, никој не го раскина тој договор. Да, и треба да се размислува за таквото нешто, бидејќи тоа според мене е непродуктивен трошок, бидејќи јавното сообраќајното предпријатие може само да се рекламира и да прибира дел од средствата, нели, со кои што потоа ќе прави нови инвестиции. Дефинитивно реорганизација, елиминирање на непродуктивните трошоци, а има непродуктивни трошоци, бидејќи знаеме дека ЈСП пред 5 или 10 години работеше добро. Истото беше и со водовод и канализација, со комунална хигиена, значи нешто се случува што не треба. Дали е во кадрот кој што ги управувал, очигледно, дали е во управните одбори кои што ги управувале, очигледно, значи таа пракса ќе мора да се промени и ќе мора да има реорганизација ако сакаме граѓаните да добиваат услуга. Тоа има добри примери, Белград, Загреб, Лјубљана. Апсолутно, да. Јас верувам некој треба само тоа да го имплементира. Во силни јавни предпријатија, ако земе во предвид улици и патишта, изминативе 7-8 години нема произведено ни грам асфалт. А
а има собствена асфалтна база. Набавува и плаќа за асфалт предпријатија кои што тоа може да го прави, а другите да купуваат од него. Така да треба само домаќински пристап, истото и со паркови и зеленила. Ние имаме државни институции кои што набавуваме цвеќе, а сето тоа може преку паркови и зеленила. Јас имам план, концепт како да стигнеме до ефективни јавни предпријатија и за многу кратко време. По превземањето на позицијата градоначелник на град Скопје ќе покажам во пракса што значи домаќинско работење на јавните предпријатија и како тоа изгледа во пракса. Да имаат граѓаните квалитетна услуга, достапна услуга за нив во интерес на граѓаните, а да се профитабилни. Не може ние да се доведеме во состојба водовод и канализација да е во сериозен минус, а магазините истовремено да се пренатрупани со материјали. Ние имаме пренатрупани материјали, општините сами прават водоводни мрежи, канализациони системи и мрежи, а никој не ги користи материјалите од магазините во водата и канализација, кои што ќе утврдиме од кои причини во минатото биле набавувани. И тоа не е само 2 години, 3 години, години наназад. Добро, при крајот сме на оваа дебата, помина брзо времето. На крајот сакам да ве прашам околу урбанизмот. Тоа што може би требаше да биде прво, доколку немавме основни проблеми со превозот и со отпадот во Скопје. Така. Госпоѓо Шукова доцени изработката на генералниот урбанистички план, тој требаше 2011-2021 беше истечен неколку години, но нема се уште не е на повидок. Дали тој може нешто да помогне за средување нови урбан хаус или е веќе предоцна за Скопје? Предоцна е најверојатно за дел од студиите кои што се направија, бидејќи измина веќе неколку години, состојбите во градот се промени и најверојатно ќе мора да се направи нивна корекција, да се види какви содржини има во студиите, кои што се дел од планот кој што треба да се донесе генералниот урбанистички план. Меѓутоа, сите знаеме и ги имаме ставено во своите програми дека треба дигитализација, дека треба да биде јавно, дека треба да биде транспарентно, 25% зеленило, се тоа. Меѓутоа, мене едно нешто друго ми смета. Јас тоа еднаш го споменав, ќе го споменам и сега и кај вас. Државата нема просторен план. Просторниот план ви утврдува какви содржини ќе имате во просторот. Вклучително од речните тела, да речеме, од зелените површини, од урбаниот простор, ме разбирате, простори за спорт и рекреација, сите содржини. Оваа држава нема ни просторен план кој што требаше да биде донесен пред неколку години, за жал се уште не е донесен, не се дојде до консензус за да овој процес тргне малку побрзо за да се донесе планот. Врз основа на просторниот план на државата, вие правите и просторен план за Скопскиот регион и за Скопје. И тој точно ќе ви детерминира како согласно просторното планирање вие ќе го уредувате просторот во Скопје. И многу ќе ви помогне кога треба да правите, сега одам генеза ви правам, да правите генерален урбанистички план, а потоа и на крајот детални урбанистички планови, бидејќи вие ќе имате рамка како да го уредувате просторот, да речеме и како да се шири Скопје понатаму. За жал, одредени процеси во државата се во стагнација. И заради тоа ние не можеме да постигнеме консензус и помеѓу планирањето, и помеѓу просторното планирање, и помеѓу урбаното планирање. Мислам дека треба да седнеме сите заеднички на маса, што побрзо да се донесе и просторниот план на државата, потоа и еден просторен план за Скопје, за да можеме да имаме сериозна основа и за носење на генерален урбанистички план. Добро. Оваа верзија што имаме секако дека ќе се разгледува и не сме да биде запоставена. Добро. Дали некој решение лежи во тоа или? Значи, се слагам дека просторен план треба како официјален документ да се биде изработен од страна на државата и не го спорам тој момент. Што се однесува на генералниот урбанистички план, јас покажав во кисела вода во пракса како тоа функционира според мене и кога ја имам шанса. Најдобар доказ за тоа е единствено во Македонија, после земјотресот, после Кензо Танге што го направил, е меѓународниот конкурс за расадник, кој што и ден денеска заврши на начин како што заврши, креиран од страна на експертска јавност, вклученост на граѓаните и максимална транспарентност. Изминатиот период морам да констатирам од 4 години дека еве кога станува збор за генерален урбанистички план, ние како градоначалници, прашете го и колегата од Центар и колегата од Ѓорче, јас лично никој немаме информација каква е состојбата и што се прави во тој генерален урбанистички план, што значи дека јавноста дополнително е пак целосно исклучена од процесот. Ние не смееме да си дозволиме повторно нешто да се креира во канцеларија од неколку луѓе, затоа јас велам, јас не сум стручен, не сум урбанист, не сум ни градежен инженер, има лица кои што се многу постручени од мене, јас сум тука да ги менаџирам. Да ги менаџирам процесите без разлика. Господин Даралев е тука, Огнен Марина е тука, Горан Мијовски професорот и еден куп луѓе кои што целиот живот ја граделе кариерата, добивајќи знаења, највисоки
нависоки во таа Дали ќе се област. реши проблемот со дивоградбите? Тоа е Апсолутно главното во прашање. рамки на нашите ингеренции. И тука нема отстапување. Јас во Кисела вода покажав дека постапувам кога станува збор за дивоградбите и за индустријски објекти, и за индивидуални објекти. Прв пат во 30 години се рушени објекти во Кисела вода. Истото треба да биде секаде и законот да важи за сите. И тука не треба да има толеранција. Нас ни недостасува еден момент. Има моменти каде што имате простор за префрлување на одговорност. И јас затоа велам, градежната инспекција или нека се централизира целосно, или во моментов град Скопје е единствена институција која што нема градежна инспекција. Да имаме и ние градежна Да, тоа е инспекција. Даниела Арсовска Пак ќе се видите во жалеше, пракса тоа како бара делува општините да целиот процес. постапуваат, Да, затоа не треба централизирање. Сега имате општинско постапување, па ако не постапи општината, државно постапување од државна градежна инспекција и Помешани сите се, некако се вртиме во круг. Нас ни треба или централизирање на постапките, или нека ни дадат целосни ингеренции на градот Скопје, целосна децентрализација, па ќе видите во пракса како ќе делува. Добро. Имате ли вие решение за дивоградбите? Што може да се направи до тоа? Секако се согласам со голем дел од работите што ги спомена Георгиевски и нема да го решиме проблемот се додека очигледно не направиме и сериозни измени на Законот за локална самоуправа. Прашањето на градежната инспекција дали дека во моментов може да оперира на нивото на општините, а не може да оперира градот. Козметичките измени кои што во моментот ги има за Законот за локална самоуправа нема да ги решат проблемите во локалната самоуправа. Јас и во неколку наврати го кажав тоа, дека мора сериозно да се отвори законот и да видиме во кој дел, а согласно лошите пракси кои што ги имаме во изминатите години, каде ќе треба да се направат измени во Законот за локална самоуправа, да се зајакне улогата на градот, бидејќи тука имате вкрстување. Градот со едни ингеренции, општините со други ингеренции. Така да мислам, дивоградбите секако се прашање кој што мора да се решава. Сепак се дивоградби. Нели не се градби, тие се градби без одобрение за градба. Треба да има една јавна ревизија на целиот процес, треба да биде нема транспарентен. планови негде, суспендирани Апсолутно, планови, луѓето апсолутно. сакаат да инвестираат. Треба пред се во тој дел само би додал има објекти кои што се дивоградби, но се вселени. Треба да се провери безбедноста за луѓето кои што живеат таму. Затоа велам и јас јавна ревизија и да биде транспарентен процесот. Во однос на таа работа, затоа што таму живеат луѓе, живеат деца, живеат во истите објекти, треба да се направи итна контрола на тие објекти. Добро, толку беше оваа дебата. Рековме на неколку дена сме до изборите. На крајот, доколку сакате директно да им се обратите на гледачите, нашите гледачи, ваши гласачи, можете да го искористите тоа право по една минута. Повелете господине Георгиевски, повелете господине Шукова. Јас му давам предност на господинот Георгиевски. Ако сум дама, ме се борам помеѓу мажи. Добро. Јас сакам да се заблагодарам на сите мои сограѓани за цела поддршка изминатиот период и да ги замолам добро да размислат за во недела. Одолговлекувањето на процесот ќе значи и одолговлекување на проблемите. Нас ни треба брзо решавање на состојбите. Доаѓа зима. Јас не сакам да си дозволиме да доцниме со ребалансот, да завршиме работата во недела, во прв круг и да почнеме одма со реализација и на овие останати проекти кои што ги споменавме вечерва, но и многу нови. Тоа подразбира и нормализирање, бидејќи доаѓа зима, на состојбите со јавното сообраќајно претпријатие ЈСП Скопје и не може да си дозволиме повеќе децата во неизвестност да чекаат по автобуските, но и повозрастните наши сограѓани и генерално сите граѓани на Скопје, да ги нормализираме состојбите поврзани со хаосот од аспект на нефункционирањето на комунална хигиена, така да искрено и од срце ги замолувам моите сограѓани во Скопје да ми дадат поддршката за тоа да го завршиме во првиот круг. Добро, господине Шукова. Да, секако јас им се обраќам на граѓаните, мојот начин на работа е отворен, транспарентен и секако и вечерва ќе повторам дека мора да излезат политичките интереси од градот и од општините во градот Скопје, како сакаме да имаме напредок, да не ни се повтори ова што го гледаме недоразбирањето на ВМРО ДПМН со сопствената градоначалничка и да имаме застој на градот како што имавме во овие 4 години. Јас ќе работам на сосема поинаков начин, политичките интереси ги оставам позади, некаде на страна, интересите на граѓаните се она што ни е потребно на сите нас, за да можеме повторно да ги вратиме функциите на градот, односно да ги вратиме услугите кон граѓаните. Добро. Ми останува да ви посакам успех на двајцата во недела и да ја потсетам гледачите дека утре ќе има повторно дебата со дел од кандидатите за градоначалници на Скопје кои се појавуваат на анкетите. 16 има, не можеме сите да немаме такви услови за да возможиме таква дебата, но и утре, почитувани гледачи, останете со Канал 5, гледајте дебата за Скопје. Со мене се гледаме следниве денови и на 19 октомври во недела. Довидување.